Никола Поповски пред да замине за Брисел уверуваше дека Македонија ќе почне преговори, меѓутоа кога се врати од Брисел отиде со констатација дека некои политички критериуми ќе зависат како понатаму Македонија ќе оди во тој процес. Што се крие за оваа? Да, веројатно се крие политичко неискуство на делови од владата кои не ги разбираат механизмите по кои работи меѓународната политика. Оној момент кога некој ќе ми каже да ја соголам целата дилема, кој ќе ми каже дека Андонис Самарас, еден од архитектите на овој проблем, кој Грција го измисли 90-тите, раните 90-ти, ќе се согласи туку така, 5 години после Букурештиот самит кој за нив е голема дипломатска победа, да не пропушти да почнеме да преговараме без некакво условување, видливо или помалку видливо, е политички наивец. Андонис Самарас ќе ви даде на вас датум за преговори без големо условување, што би се превело као некаков прогрес меѓу соседски односи. Тоа нема да се случи. За наша жал нема да се случи. Во Грција радикалната десница зема замав и најверојатно ако има избори ќе земе 2 пати повеќе партиници од овие што ги има сега. Значи целиот тој националистички дискурс не само во однос на Македонија, во однос на имигрантите например, се засилува, се заострува. Иначе на владата го имате човекот кој направи политичка кариера на македонското прашање. И се во таков контекст ние не успеавме со така наречениот мек Андреас Папандреу да го решиме името, сега ќе го решаваме без проблеми, без условувања со тврдиот од време, тврдиот Самарас.